Па ова е уште една измама. Нашиот народ вели после свадба тапани. Така изгледа и оваа ситуација. Откако мерката со кошничката доживеа целосен дебакал, а Мицкоски им дозволи на големите трговци да профитираат на грбот на граѓаните, многу провидни и ефтини се овие изговори кои сега ги пласираат. И ова веќе не поминува, ова манипулација не поминува. Самата власт кажа дека нема основа да ги казнува трговците и власта е таа што им дозволи да ги покачат цените. Граѓаните многу скапо ги плаќаат погрешните политики на Мицкоски. Според нашите проценки, повеќе милиони евра е направен грабеж врз граѓаните во изминатиот период. И токму заради оваа лоша политика на Мицкоски. Така да оваа штета веќе не може да се надомести. Луѓето се веќе осиромашени за новогодишните празници. За само 6 месеци се живее полошо отколку во најголемите економски кризи кои што ги имавме, кога владата на СДСМ се грижеше за граѓаните. Целта на оваа политика е апсолутно која што е во интерес на бизнисот, а не е во интерес на граѓаните. Значи, целта на политиките кои што ги води Мицкоски докажуваат дека се во интерес на бизнисот, а воопшто без никаква грижа за граѓаните. И прашањето е што им должи Мицкоски на трговците што ги остави да ги плјачкаат токму вака граѓаните, посебно сега пред новогодишните празници.